Денеска сум согласно моите теренски активности во посета на Теквешкиот регион. Пред малку заврши со средба со граѓани во Росоман, моментално сум во Кавадарци, од тука заминувам во Неготино. Она што сакам да го потенцирам на граѓаните од овој регион дека изминативе 3 години беа најлошите години во секторот земјоделство, само за потсетување. Пред изборието од 2016 година тогашниот предводник на владата на СДСМ Зоран Заев ветуваше овде во Теквешкиот регион дека ќе има сигурен пласман на винското грозје, дека цените ќе се знаат неколку месеци пред почетокот на откупната сезона, дека ќе се инвестира во системите за наводнување, дека ќе има гарантен фонд кој што ќе го формира државата се со цел да се пласираат земјоделските производи навремено, дека субвенциите ќе се зголемат, дека ќе инвестираат во зелена нафта. Од она што денеска можеме да го заклучиме со сите оние показатели кои што ги имаме позади нас е дека од тоа нема ништо. Значи се што беше ветено остана само на хартија напишано, а во реалниот сектор ништо не се случи. Денеска разговараме со граѓаните од Кавадаречкиот регион, од Теквешијата и за престојната сезона на откупот на винското грозје. Гледаме дека се уште министерството и актуелниот министер Трајан Димковски нема покренато ниту една активност што ќе значи подготовка на новата реколта. Јас иницирав како дополнителен заменик министер допис до сите винарски визби да ги утврдиме за лихите на вино, да поразговараме, да седеме на иста маса, да видиме дали им треба некаква помош во изминатиот период согласно оваа пандемија која што го зафати светот, и нормално од друга страна сум во постојана комуникација со лозарите. Меѓутоа она што во моментов сакам да го потенцираме дека целата одговорност за актуелните земјоделски политики, се извинувам, е кај Зоран Заев и владата на СДСМ. Исто така сакам да им порачам на сите земјоделци од Теквешкиот регион дека доаѓаат подобри времења за земјоделците, затоа што ВМРО ДПМН има сериозна програма која што ќе значи сериозна помош кон сите земјоделци, конкретно и на лозарите и овоштарите од овој регион. Согласно политичките активности кои ќе почне официјалната кампања, ќе ги презентираме и подетално, меѓутоа она што сакам да ги уверам дека земјоделците нема да бидат потценувани како изминативе 3 години. Тие секогаш биле во нашите приоритети и ќе останат во иднина нашиот прв приоритет. Видете, ВМРО ДПМН беше 10 на 11 години на власт и направи многу добри работи во однос на земјоделците. Се разбира кој што работи, се случуваат и одредени грешки, ненамерни, намерни, поголеми, помали, меѓутоа она што сега сакам да го порачам е дека сите добри работи кои што ги имаше ВМРО ДПМН ќе продолжат во континуитет и сите оние работи кои што биле почнати и недовршени ќе ги санираме, затоа што Македонија е земјоделска земја. Владата на ВМРО ДПМН тогаш и идната влада навистина ќе посвети сериозно внимание во овој сегмент. И сите тие неправди ќе бидат коригирани затоа што земјоделците се тие што се еден од столбовите на македонската економија. Покрај откупот и пласманот на земјоделските производи ќе инвестираме сериозна сума на пари и во системите за наводнување, затоа што знаеме дека еви во моментов имаме многу голем проблем со наводнувањето. Минатата година, само за потсетување, ако требаше реколта да тежи преку 130-140 милиони килограми, гледаме дека беше десеткувана затоа што водата не стигна во време кога требаше да стигне до лозовите насади. Тоа ќе биде минато затоа што ВМРО ДПМН има сериозен и одговорен однос кон земјоделците. Јас тоа го ветувам од овдека и тоа ќе го направиме по формирањето на новата влада. Видете, во агроекономиката има еден израз планско производство. Тоа планско производство, медиатор на тоа производство треба да биде самото министерство. Само за подсетување, 2014-15 година ВМРО ДПМН работеше на долгогодишна стратегија во земјоделскиот сектор. Меѓутоа се случи онаа ненародна промена на власт и знаете по дефолт се што е предложено од ВМРО не чини, мораме да почнеме од нула и практично овие 3 години ги преспа владата на СДСМ и нема никаква стратегија. Она што ќе посветиме сериозен акцент во идната влада е носењето на законот за фитофармација, каде што ќе бидат дефинирани одредени законски регулативи, затоа што мораме да ги спремиме земјоделците да употребуваат тоа што е најсоодветно, меѓутоа од друга страна и да ги заштитиме земјоделците од сите злоупотреби кои што се случуваат во овој момент. Знаете, земјоделците се последната алка во земјоделскиот сектор и они највеќе го осеќаат тој удар кој што им се случува. Ние како идна влада тука ќе ставиме
ќе ставиме црвена линија и нема да дозволиме такви злоупотреби, а нормално ќе работиме и на долгогодишни стратегии кои што мораме да го водиме, затоа што многу е честно и искрено да знаете кон што се стремите после 5 години, кон 10 години, по 15 години, да не биде година за година, затоа што земјоделскиот сектор е комплексна материја, зависи половина од земјоделците, половина од временските услови и така натака, меѓутоа сите заедно на иста маса, не во кабинетите, него на поле директно со земјоделците и со откупувачите, сите оние засегнати страни, ќе ги кроиме сите земјоделски политики и мерки.